искористам оваа прилика да кажам јавно дека ќе барам прием кај амбасадорот на Америка во Скопје и ЕУ амбасадорот Иво Ора. Сакам прием од нив двајцата, бидејќи чувствувам дека сум загрозен во својата работа. Не се чувствувам безбеден, особено по соопштението на ВМРО ДПМН вчера, кај што тие велат дека секој оној кој што си ја бара белјата ќе си добие казна. Тоа како да сака да каже дека и во иднина ќе се случуваат вакви настани, бидејќи знаеме дека тие имаат навистина многу подземни методи на действување. Не е чудно некогаш да се случи некој нивен активист и да ми забоде нож, у тоа гужата нема да се знае кој го направил тоа, ти кажете еве тој провоцираше, си го заслужи или па да ме убие. Наистина се чувствувам загрозен мојата безбедност. Кога еден министер може таква постапка да си дозволи во сред град и после да се правда дека еве не му бил денот, лошо му тргнало на лева нога и да не поднесе оставка. Па плюс сакам да искористам оваа прилика да демантирам, бидејќи тој измисли напад пред 3 години во Битола, за да се оправда да каже еве тој во континуитет мене ме напаѓа, ја бев загрозен. Во Битола пред 3 години случајно се сретнавме на плоштадот во Битола и само го поздравив и се изнасмеавме, бидејќи навистина тогаш мислев дека е професионалец и добар бизнисмен, бидејќи тој доаѓа од бизнис фелата. Но по снимките што ги слушнав за него е многу погрешно сменето мислење и од тогаш навистина му поставам тешки прашања. Така да сакам да демантирам дека при 3 години воопшто немало никаков напад или провокација од моја страна кон него, туку насмевка и почит и респект. И тоа сум го имал во повеќе наврати и во самиот кафич Пастел, каде што вчера се случи нападот. Самите можете да чуете од снимката дека воопшто не го навредувам, не користам навредливи зборови, не го персирам. Министре Пешевски, дали се чувствувате загрозен од новиот специјален обвинител, а слушаме на снимките дека имате некои недозволени действија, дали се плашите дека можеби ќе завршите во затвор? Тоа беше прашањето. Ниту навреди, ниту клевети, ниту ништо кон него и тој се сврте и мислам дека ако неговиот пријател, советник во владата и екс-министер за образование, му го заборив името, ако тој не го гушнеше и да го смири, мислам дека тој ќе ме стасаше и бидејќи е наистина огромен човек, што би рекол министер Ставревски, еден голем куп месо, мислам дека можеше да ме скрши таму на сред улица. Наистина овие луѓе треба да се контролираат што прават. Тие се јавни личности, тие не се вработени во приватни фирми, тој не е директор на компанија за производство на кетчап. Тој е министер, вице-премиер, тој со милиони располага, 10 години е на власт и секој може да му пријде да му постави прашање на јавно место. Јас го почекав да си го испие кафето, ја не влегов во кафулето. Тој пиеше кафе, ја го почекав 10 на минути, тој си заврши со кафето и кога излезе, кога дојде на јавен простор на тротоар, јас само придов и го постави прашањето, тој можеше да ми одговори, можеше да си влезе во колата и никому ништо. А бркање, тепање, тоа е сигнал кон нивните силежи и партиски војници, еве пораката која е. Ако вице-премиерот тепа, ајде сега и вие, кај ќе го видите, скршите го, удрете со посилни, не само кон мене и кон сите други што ќе се осудат да тргнат по моите стапки. Значи, ова е јавна манифестација на моќ, на сила и наистина ова власт треба да се загрижи и да одговара за се тоа што го прави. Тоа е тоа што имам да го кажам, јас нема да престанам со моите прашања и понатаму ќе прашувам, а уште еднаш повторувам, уште денеска ќе барам прием од амбасадорот Бейли и Иво Ораф и барам од нив да ме заштитат, да побараат од владата да ме заштити и да ВМРО ДПМН го смени своето соопштение кај што повикува дека секој оној што се бара белјата ќе се добие казна, и тоа го сметам за отворена закана и кон мене и кон сите како мене. Дали ве повреди Пешевски? Пешевски ме закачи по лицето, избегав, а на бегање ме удри со ногата во левата нога, имам болки во ногата и дека 2 дена накривнувам со левата нога. Го пријавивте така? Да, но јас чувствувам многу голем страв, бидејќи после нападот тој ме следеше до паркингот со својот автомобил. Ја бе паркиран позади Европски универзитет. И после 10 на минути кога одев ја на кај автомобилот, се сплашив кога го видов него со колата до мене, со спуштен прозор и ми вели влези у колата. Влези у колата со мене. Што треба да направам тука? Што тоа закана ли е? Обид за подкуп ли? Како можам да влезам со човек што пред 5 минути сакаше да ме убие? И навистина да следиш новине на паркинг, па тоа се мафијашки методи, тоа се подземни мафијашки методи. И наместо да се извини, тој измислува ме клевети за некаков си напад пред 3 години, па кажува, дури прашува, што ќе направевте вие? Значи он упатува прашање до сите функционери што ќе ги прашаме така да извадат пиштоли, ножеви да почнат да не убиваат таму бидејќи сме го нарушиле нивната приватност. Ја не му отидов дома на него. Ја не му влегов во неговиот дом.
Јас го почекав на јавен простор. Тој е јавна личност, тој треба да има малку сенс за понезгодни прашања. Па не сме сите од Сител и од Курир. Имаме и тука и новинари што се загрижени за демократијата, за јавните пари, па слушаме дека тој го прекршил законот. И нашата цел како новинари е да поставиме критички прашања, тоа го бара јавноста од нас. Погледате дека тие видеа се гледани по 100.000 пати. Кај да одам народот со воодушевување ме прима бидејќи народот сака тие прашања да ги чуе. Тоа е тоа што сакам да кажам. Имате уште некој прашање и не сакам да се заблагодарам на сите новинари што дојдат тука. Знам дека сте летни одмори, знам дека некои од вас не се согласуваат со моите методи на работа, кои што некогаш знам емотивно да ги преминам некои лимити. Благодарам што преминавте преку тие некои лични нетрпеливости и што дојдовте, гледам дека тука има околу 100. Јас не велам дека знам се, јас имам многу идоли во новинарската фела, тоа повеќе пати сум го кажал, така да драго ми е што има тука и постари новинари, го гледам тука Жоро, Јадранка, Костовски, наистина, извинувам другите што не ги спомнав, стари новинари тука, искусни и благодарам што дојдовте сите. Се надевам дека нема ова да ескалира и дека во некој нареден настан дека некој од бодигардите или некој партиски војник нема да употреби поголема физичка сила и да настане уште поголема трагедија. Не велам дека не се плашам, ги гледам лицата на моето семејство и тие се загрижени. Не им е мило кога ќе чуе дека сум по полициски станици, дека сум бил нападнат и шамаран и така натаму. Малку ме боли, гордоста ми е скршена, но не сакав да возвратам, не сакав да ја извлакам новинарската професија, бидејќи ние не сме некои бесни кучиња што се тепаат пред камери како некои ненормални лудаци. Мислам дека нашата работа е пред се вокабуларна, експресивна, а не да мериме кој има поголема тупаница кој може да излежи поише боксове. Јас секогаш чекам да заврши промоцијата и после поставувам прашање. Никогаш не сум прекинал сечење лента, промовирање на пат, или не знам што и да било, или пресконференција. Никогаш не сум прекинал пресконференција. Секогаш чекам да заврши пресконференцијата и после пресконференцијата, ако има прашање, има, ако не дозволат, тогаш си поставам прашање. Не може да чекам некој да дозволи дали може да му да го прашаме. Нема он што да дозволи дали да го прашаме. Наша задача да го прашуваме, ама по настано. Така да ја не сум хеклер и со мене не треба да се постапува како што Насител кажа во вестите со насилие, со афсење. Ја никого не сум прекинал во работата. После работата се поставувам прашање, тоа прашање може да им се допаѓа, но тоа е тоа. Нашето собирање, нашиот протест е во знак на револт и згрозеност и шокираност од постапката на вице-премиерот Пешевски, кој физички го нападна Саша Политико. Саша Политико со ништо не едноставно има право на активизам, има право на свој израз на делување и со ништо не го загрозил и не заслужува физички напад никој од нас, не само Саша. Особено што поскандалозно од однесувањето на Пешевски е соопштението на ВМРО-ДПМН кој го охрабрува таквото насилство на некој начин, затоа што во нивното соопштение се кажува дека тој тоа го заслужил меѓу редови. Тоа значи дека таквото соопштение ги охрабрува сите да се справуваат со неистомислениците и со незгодни прашања на начин на кој што Пешевски се справи со Саши Ивановски. Ние бараме оставка од вице-премиерот Владо Пешевски и сметаме дека тоа е најмалку што може да го стори во еден демократски амбиент како што сака и претендира земјава да биде. И воспротивно едноставно само ќе мислиме и ќе го сватиме тој чин и од страна на премиерот како председател на ВМРО-ДПМН што го испрати тоа срамно соопштение вчера дека едноставно охрабруваат насилство и при сметка на со неистомислениците на ваков начин. Оваа хајка со неистомислениците преку портали, пропаганди и скриен и со тужби, една софистицирана агресија, значи трае со години, меѓутоа ова беше веќе брутално покажување на сила, физичка сила и напад што се казнува со затвор и мора да се одговара кривично. Ова е само кулминација на тоа што го слушнавме од бомбите, дека практично лично премиерот Груевски охрабрува да се удрат 2-3 шамара како начин, значи, за справување со дисциплинска мерка и посочува дека тоа било прекршачно, а не било кривично дело.